Спортски поздрав, почитувани гледачи на спортскиот магазин Трибина на МНЕТ телевизија. Ново издание во кое што ќе зборуваме за втората лига во главно и за се она кое што ќе го имат второлигашите, меѓутоа ќе начнеме некои теми околу прволигашите и практично се она што ќе го очекуваме во пролетниот дел, како во првата така и во втората македонска фудбалска лига. Веќе најголем дел од екипите во втората лига ги започнаа подготовките, кај првата лига знаете дека веќе сите екипи ги започнаа подготовките, најголем дел од нив заминаа на подготовки надвор од Македонија, додека пак кај второлигашите имаме се уште неколку екипи кои што не ги стартувале подготовките, се очекува во следниот период да ги започнат подготовките. За разлика од втората лига, првата лига ќе стартува на 7 февруари, она што е интересно е дека речиси најголем дел од екипите заминаа на подготовки надвор од Македонија. Најголем дел од нив имаме во Анталија, Турција, стандардна база зимска за подготовки на македонските прволигаши. Имаме екипа која што е Бреа Струмица, која што се подготвува во Грција, и два прволигаши Арсими Башкими кои што на подготовки заминаа во Хрватска. Кога зборуваме за втората македонска фудбалска лига, сите екипи очекувано ќе се подготвуваат во Македонија, односно на своји терени. Закажани се пријателски надпревари кај најголем дел од нив. Борбата останува и натаму помеѓу Охрид, кој што е есенски шампион, Шкендија, Арачиново. Тука ќе биде екипата на Брегалница од Штип, како и Беласица и Скопје, кои што ќе се вклучат во таа трка за првото место, кое што директно води кон прва лига, како и втората и третата позиција кои што водат кон бараж за можен влез во прва лига. Со тоа што струмичани се разделија со доста играчи, заминаа таму неколку од поискусните играчи, ќе видиме како клубот ќе реагира и дали ќе има соодветни квалитетни засилувања со цел да биде конкурентен на патот кон зацртаните цели, а тоа е влезот во првата лига на Струмичка Беласица. Ќе започнеме хронолошки според она како се рангирани екипите на самата табела. Кажав, на првото место е екипата на Охрид, со тоа што веќе Охридјани воглавно го задржаа костурот на тимот, што беше цел на младиот стратег Ромео Кочовски, да практично бидат задржани сите фудбалери од есенскиот дел, а при тоа да бидат засилени со неколку поискусни фудбалери и да бидат конкурентни, да го задржат првото место кое што го имаат во моментот. Така веќе Охридјани ги започнаа подготовките. Таму прво име беше искусниот Благој Спирковски, кој што пристигна од Кожув, а пак второ име е Давор Серафимов, кој што доаѓа од прволигашот Шкупи. За сега овие се две засилувања кај рибарите. Мора да се напомене, кажа, зачуване ростерот, со што веќе тука само се надополнува овој ростер. И сега интересно е кај Шкендија Рачиново, кој што ова зима заврши или е на втората позиција, па практично пролетниот дел ќе го стартува од второто место. Таму имаме една голема разделба. Замина многу фудбалери, меѓу нив ќе ги спомнам Бујур Илјази, Еркан Шаиб, Александар Ѓоргиевски, кој што повеќе нема да го носи дресот на Шкендија Рачиново, Шуре Палити, тука и голманот Баки Алио, ќе го спомнеме Мергим Дани, Христијан Коцев, Амар Мустафа, Албан Шабани, Омери Сулеймани, Стефан Коловски, Фера Цела, искусниот Бурхан Ели. Овие се фудбалерите кои што практично нема да настапуваат за Шкендија во пролетниот дел. Тука имаше разделба и со капетенот Јасир Бекири, така да овие се заминувањата кои што ги направи тимот од Рачиново, кој што го води Лупчо Марковски Галц, меѓутоа беа промовирани пак неколку играчи. Владимир Жоглев, голманот Антонио Столески од Слога Виница, кој што пристигна, Жоглев од Осогово, од Слога Виница во пакет со голманот Антонио Столески пристигна и Илијас Чилафи, така да тука е и уште некое засилување кој што пристигна и кој што дојде за да ги практично да ги подигне квалитетот, како Сухеј Парушити кој што доаѓа од Слога Виница, за да се подигне квалитетот на тимот на уште на повисоко ниво со оглед на голема чистка која што беше. Понатаму засилување кое што пристигна и младиот талент Зани Назифи со искуство во првата македонска фудбалска лига, така да веќе имаме некои си, ајде да кажем, тука и Хади Стаири, потоа пристигна и искусниот Ален Јашаровски, Махир Ајрули кој што доаѓа од Каменица Саса. Овие се засилувањето, меѓутоа сигурно дека ќе има уште некој засилување во редовите на Шкендија од Рачиново, за да може тимот да биде конкурентен и во продолжението од шампионатот. Брегалница имаше 3 заминувања, Енди Мандак, младиот кој што повеќе нема да настапал за Брегалница, понатаму тука е и Хусеин Демири, искусниот фудбалер кој што се раздели со Брегалници, како и Дарко Алексовски Пеле кој што ќе има
нов предизвик во неговата кариера, односно нема да настапува за Брегалница. Јордан Чанумовски од Пелистер беше промовиран како ново силување заедно со Бојан Рајков, кој што е повратник во редовите на Брегалница, пристигна од Силекс. Скопје пак засега се засели на голманската позиција со Кристијан Номовски, искусен голман. Се очекува уште неколку засилувања кои што би требало да пристигнат во редовите на Скопје. Беласица засега има само заменување последно во низот Александра Коцев, кој што повеќе нема да го носи дресот на Беласица, замена и Благоја, односно Бојан Спирковски, најдобриот нивен стрелец од 10 погодоци, Максим Цони, кој што нема да е повеќе дел од екипата на Беласица, Стефан Секирски, младиот талент кој што е сега во Новаци. Имаме доста заменувања, Дебреш Ливовски исто така повеќе нема да биде дел од Беласица, имаме доста заменувања, ќе видиме како ќе одговори сега шефот на стручен штаб Панче Стојанов и како ќе се засели Беласица за продолжението од шампионатот. Кај Осогово Филип Димовски е ново име кое што пристигна од Прилепска победа, Стојан Човелинов кој што го се враќа во Осогово и најверојатно тука ќе заврши својата кариера, од таму каде што Велинов, како што вели, сонувал, се борил и верувал за онаа кој што го постигне својата кариера со најголем успех, освоената куп титула со Академија Пандев, сега Брера Струмица во сезона 2018-2019, кога струмечени го освоја купот на Македонија, што е нивен најголем успех за сега. Така да Велинов најверојатно тука ќе стави крај на својата кариера. Колку ќе одигра, дали само овие 6 месеци или следната сезона, тоа останува да видиме. И Алпа Јусуф е ново заселување кај Осогово. Сега, кога зборуваме за засилувањата практично кај останатите екипи или останатите второлигаши, кои што се тука Александар Богдановски, кој што е ново заселување на Кожув, кој што се работи за млад фудбалер, кој што и претходно има настапувано за Кожув, така да тимот на Иван Варадиновски пополека се засилува и со искусниот Филип Тодоровски, кој што пак доаѓа од редовите на Пелистер. Ќе видиме колку сето тоа ќе влијае за да се подигне квалитетот, бидејќи Кожув, знаете, се наоѓа на 9-та позиција или во бара зоната со 22 бодови, 2 помалку од Осогово или од зоната за директен опстанок, така да Кожув ќе биде пред предизвик да практично го избори директниот опстанок во втората македонска фудбалска лига. Од таа причина веќе Иван Варадиновски работи интензивно на подигање на формата и на оние заселувања како што беше Давор Богиски кој што доаѓа, понатаму тука е Даниел Ивановски кој што пристигна од швајцарски Винтертур, тука ќе и Антонио Шемковски голман кој што доаѓа од Големо Конјари, кој што всушност е повратник во Кожув, Гојме Ристелембовски од Вардар Неготино, како и Лука Варашановски. Овие се засилувањата на засега во Кожув. Не исклучува можноста да имаме уште некое засилување кое што треба да пристигне во редовите на Кожув, а како што кажав, целта е да се избори директниот опстанок. Кај второлигашот Детони Плачковица засега 4 засилувања, според наши информации се преговорува за уште 2 до 3 засилувања кои што треба да го засилат родовишкиот второлигаш, така да се работи тука за повратникот Тони Мирчевски, кој што е добро познато име. Мирчевски е дел од она златна генерација на Радовишен или на радовишкиот фудбал. Испиша на историја со својно трето место во втората лига, игра бараш за можен влез против Скопски Вардар за влез во првата македонска фудбалска лига. Мирчевски доаѓа од Слоговиница, со него во пакет доаѓа и Љупче Христовски, струмиченец кој што претходно има настапувано и за младинските категории на Брера Струмица. Мирчевски добро познато име кој што има настапувано за Воска Спорт од Охрид, Штипска Брегалница, Брегалница од Делчево, Скопје, Вардар, Борец, Цементарница 55. Тука и голманот Павле Петрески кој што пристигна во Детони Плачковица, практично штипскиот стратег Горан Здравков и ја засилува голманската позиција, таму стандардно останува Димитар Ѓоргиев и секако тука и 18 годишниот талент Омер Сулимани, кој што доаѓа од Македонија Ѓорче Петров и кој што има веќе дебютирани во првата македонска фудбалска лига, така да ова е спој на младост и на искуство кое што доаѓа во Детони Плачковица. И сега кога зборуваме за останатите второлигаши во делот на засилување, засега нема официјални засилувања.
од оние екипи практично кои што ќе се во долниот дел од табелата, Тетекс со фокус на млади играчи кои што сака да се докажат од пред се својата школа и слично нешто така ќе биде и кај Преспа, со неколку засилувања кои што веќе се водат преговори, останатото ќе бидат млади играчи кои што ќе се приклучат на тимот. Кај САС засега немаме официјално засилување промовирани, се водат некои преговори за 2 до 3 засилувања. Махир Ајрули засега е практично единственото заминување кое што доаѓа, уште две заминувања ќе имаат од овој клуб, така да ќе видиме како САСа ќе одговори, која ќе биде соодветната замена за Махир Ајрули кој што беше клучна алка во тимот од Македонска Каменица, и ќе видиме како практично ќе се засилува овој тим кој што ќе ги стартува подготовките овие денови. Тетекс, како што кажавме, со фокус на младенски тим, Вардар Неготино засега официјални информации нема околу тоа како ќе течат подготовките или како всушност ќе изгледа Вардар Неготино во пролетниот оддел, таму замена Ристе Лембовски. Повода се соочува со една вистина тешка ситуација покрај финансиските проблеми, резултатски проблеми, меѓутоа и проблеми со тоа што заминуваат доста играчи од тука, па останува да видиме дали Победа воопшто ќе може да се некако концепира за да може да ја истера со пролетната полусезона и да ја оствари целта за опстанок, тоа најверојатно ќе биде многу само преку бараж, ќе биде исклучително тешко. Преспа Слоговиница, Големо Коњари веќе отпишани, особено Слоговиница каде што се уште нема официјални информации ниту за старт на зимски подготовки, ниту за засилување, ниту дали се водат преговори, и Големо Коњари кој што веќе померен со фактот дека нели за нив се е завршено и практично ќе ги спакуваат куферите и ќе си заменат. Ќе спомнеме само во делот на нели испаѓањата, знаете последните 5 испаѓа директно од 16 до 12 место, 9 до 10 до 11 место играат бара за можен опстанок, бидејќи од следната сезона втора лига ќе брои 14 екипи. Меѓутоа ние во нашите редовни известувања кога ги подготвуваме нели спортските прилози во рамки на вестите на М-нет телевизија, истакнуваме и потенцираме дека во она новогодишно интервју на претседател на Фудбалската федерација на Македонија Масаро Марагич, кој што истакна дека практично нивната тенденција е војнина втора лига да биде намалена на 12 екипи. Тоа значи дека доколку веќе од последната сезона се води кон намалување 12 екипи, ќе имаме пак некое драстично кратење на лигата или испаѓање, така да останало да видиме како сето тоа ќе се одвива во следниот период. Во делот на засилување ќе спомнеме кај Новаци Стефан Секирски кој што веќе нели кажавме од Беласица замена во редовите на Новаци кој што под водство на искуствен стратег Дарко Крстевски испише на неверојатна полусезона за себе. Тука и Мартин Пивковски, кој што е исто така засилување, кој што доаѓа од Детонит Плочковица, има настапувано за Кожув, за младинските категории на Бреера, Струмица и практично е повратник во Новаци, и Лука Лисолајски, кој што исто така се работи за млад талентиран фудбалер, кој што сега ќе има можност да дебитира во втората македонска фудбалска лига во дресот на Новаци. Ова е околу за сега се она кој што е промовирано официјално кај второлигашите, се водат преговори, разговори, поголем дел од нив веќе го имаат утврдено планот за подготовки. Кај Брегалница ќе потенцираме, се водат преговори за уште едно до 2 засилувања и некаде тамо до крајот на јануари ќе биде затворен трансфер пазарот. Уште едно до 2 засилувања очекуваме и кај Кожув ќе биде затворен тамо трансфер пазарот. Спомнав Детонит Плочковец, се водат преговори, Скопје ќе има сигурно засилување, останува во следниот период да видиме кои играчи ќе дојдат во тимот на Александар Танески. И сега тука ќе спомнам во делот нели на амбициите пак на екипите кои што би сакале да влезат во втора лига со најголеми амбиции. Отворење е Победа Валандово и некогашниот праволигаш Еуромилк од Горно Лисиче. Победа Валандово на 12 јануари ги стартуваше подготовките, кога некои второлигаши се уште не ги има започнато подготовките, па дури некои од праволигашите се уште не ги имаат започнато подготовките. Така да Победа Валандово е непоразен есенски шампион во трета лига Исток, со амбиции и цели да се врати во втората лига. Ростерот или косторот на тимот е сочуван, се водат преговори за неколку засилувања кои што треба да пристанат во овој тим, да се подигне квалитетот на повисоко ниво. Од друга страна пак екипа која што започна со исто така зимските подготовки е лидерот во трета лига Север, тоа е Еуромилк од Горно Лисиче, поранешен праволигаш, добро познато име на фудбалската јавност, екипа која што настапуваше во фудбалската елита на Македонија, тим кој што ги започна подготовките
во снежни услови под снег со прв тренинг означен, исто така и таму според информациите кои што ги имаме е сочуван ростерот, значи сите играчи остануваат, се водат преговори за 2 до 3 заселувања и секако да се закажат пријателските надпревари, низ кои ќе се проверува формата за да се постигне она потребна форма нели за во пролетниот дел да може максимално подготвен да влезе тимот од Горно Лисиче. Во делот на подготовките кај Побода Валандова пак ќе спомнеме тука сега кои се закажени да кажеме пријателски надпревари за да се проверува формата, така да прв контролен надпревар кој што ќе го одигра екипата на Побода Валандова ќе биде на 29 јануари против второлигашот Детонит Плачковица, на 31 јануари со Штипска Брегалница, 7 февруари против Кожув, 15 февруари против Слоговиница, а според наши информации се водат преговори за уште 2 до 3 заселувања, бидејќи ќе има простор до почетокот таму некаде од вториот, третиот викенд на месец март за старт на трета лига. Исто коснати третолигаши, за сега во зимски сон, се уште рано, оние кои што имаат амбиции ги почнуваат подготовките, оние кои што немаат амбиции нешто подоцна. Во тој дел, тука мислам дека некаде ќе го финишираме овој дел околу втора и трета лига и практично околу се она кое што ќе го имаат второлигашите пред нив. Навистина ќе гледаме на една турбуленција со оглед на фактот околу пред се борбата за опстанок. Ми се чини дека околу борбата за влез во прва лига ќе се сведе на Охрид, на Шкендија Рачиново и на Брегалница од Сенка и на Скопје. Беласица ако не донесе соодветни заседувања, ми се чини дека ќе нема капацитет толку многу да може да ги следи во чекор сите останати екипи, затоа што кажав има доста заминување таму. Треба да се спомне фактот дека и отворен трансфер пазарот, односно сите екипи веќе можат официјално да прават регистрација на заселувања, на нели да ги регистрираат новите играчи, бидејќи зимскиот првен рок беше отворен на 15 јануари, истиот ќе биде активен до 11 февруари. Овој зимски првен рок е пократок во однос нели на летниот првен рок кој што е подолг, така да сите екипи веќе ќе можат официјално да вршат регистрација, заселување и така натаму, што значи дека зборуваме дека овој превен рок се однесува во сите лиги и во машка и во женска конкуренција, така да се очекува веќе нели екипите покрај нивната промоција на играчи веќе и административно да ги потврдат трансферите кои што ги имаат во своите редови за пролетниот дел од сезоната. Надпреварите кои што нели како што спомнав ќе донесат доста неизвестности во втората македонска фудбалска лига. Ќе стартува пролетниот дел со надпреварите од 16-тото коло. Во рамки на истото практично ќе видиме неколку интересни средби. Кожув Брегалница во Гевгелија. Ова ќе биде одново судир или дуел на 20 штипски тренери. Понатаму Слоговиница Скопје, надпрва кој што ќе се одигра на градскиот стадион во Виница, Детонит Плачковица Големо Конјери, Осогово ќе стартува со дерби на истокот против Саса, Победа Новаци, Беласица Охрид, дерби меѓутоа ќе видиме каков ќе биде сјајот. Поради заминувањето од Беласица, тие неколку играчи, Тетекс Вардар Неготино и Шкенди Рачиново преспа. Овие се двојките за првото пролетно коло. Краток джингл, пак ќе се префрлиме на првата македонска фудбалска лига. Во однос пак на првата македонска фудбалска лига, тука речиси сите прволигаши ги започнаа подготовките. Речиси зборувам од аспект на тоа што нема официјална информација околу Македонија Ѓорче Петров. Таму се уште нема сопштен план на подготовки, пријателски надпревари, заселување така натаму. Ќе видиме како лавовите кои што експресно се вратија во првата македонска фудбалска лига минатата сезона беа шампиони, но да видиме како и на кој начин ќе успеат да го изборат опстанокот, бидејќи лавовите се на 10-тото место, тоа е зона која што води директно кон испаѓање во трета лига со 15 бодови на своето конто. На почетокот од емисијата јас спомнав во делот на нели пријателски надпревари подготовките. Спомнавме дека најголем дел замина во Анталија. Знаете дека вообичаено во зимски услови или кога се одвиваат зимските подготовки, најчесто македонските прволигаши заминуваат на подготовки во Анталија, Турција. Таму е Вардар, таму е Струга, таму е Шкендија, таму е Силекс, таму е и Тиквиш и Пелистер. Овие екипи се подготвуваат во Анталија. Арсеми и Башкими спомнавме во Хрватска, Бреера Струмеца во Грција.
работнички шкупи во Македонија. За Македонија Ѓорче Петров, како што кажав, се уште нема официјални информации, но сигурно дека ќе бидат во Македонија, но времето тече, веќе време и многу нема, затоа што на 7 февруари со надпреварот од 17-тото коло ќе започне пролетниот дел во првата македонска фудбалска лига. Екипите веќе се засилуваат, се концепираат во делот, нели, како што кажав, кога зборуваме, нели, за се она кое што сака да го остварат. Вардар, Струга и Шкендија ќе биде битката за првата позиција или за шампионската титула. Второто место кое што води кон излез во Европа, третата екипа нема да може да обезбеди излез во Европа, бидејќи останавме без тоа да третата позиција води кон Европа, меѓутоа поради одличните настапи на Шкендија во конференциска лига од следната сезона не се враќа однова третата позиција да не води кон Европа, така да овие три екипи ќе водат битка за шампионската титула. Вардар, па и секако и Струга и Шкендија отворено целата кон двојната круг, односно освојување и на купа титулата во македонскиот фудбал. Битката за опстанок ќе биде за сите екипи од Арсими надолу. Силекс е четврти со 31 бод, тука веќе е комотен Силекс, ако му се укаже шанса ќе се бори за нешто повисоко, но е далеку бодовно веќе и за излез во Европа, така да од Арсими надолу ќе бидат екипите кои што ќе се водат за опстанок. Трите последни екипи знаете дека директно испаѓаат во втората македонска фудбалска лига, Шкупи со 1 бод на дното од табелата, тимото Чајре Речиси со една нога веќе во втората македонска фудбалска лига. Многу тренерски промени таму се случија. Ќе видиме како Шкупи ќе може да одговори на тој предизвик. Сличната ситуација и со Работнички, таму сега младиот Мурем ќе треба да го спасува Работнички од испаѓање на претпоследно место со само 7 бодови. Веќе екипата има неколку засилувања, доаѓа Македонија Ѓорче Петров со 15 бодови на 10-та позиција и овие три екипи се всушност во зоната за директно испаѓање. Ни следува Пелистер како 9 и Тиквиш како 8 со 16, односно 18 бодови. Практично овие екипи ќе водат битка за опстанок, заедно со Брејара Струмица кој што е 7 со 19 бодови и Башкими и Арсими кои што оделат петото, односно 6-то место со по 22 бодови. И овие екипи, како што кажав, ќе бидат во трката за директен опстанок, сигурен опстанок, односно да се избегне баражот. Иако реално, ако сублимираме, ако согледуваме, бараж за влез од втора во прва лига, ова сонно ќе биде доста тежок, затоа што изминатата сезона најчесто баражот се играш со екипата која што ќе биде на 11-та, односно 10-та позиција, сега се игра со екипата која што ќе е 9 и 8, и тоа само по себе го отвара прашањето дека овие екипи кои што ќе се 9, односно 8, има далеку поголем квалитет од екипата која што би била 10-та. И од таа причина ќе биде доста тешко, исклучително тешко да некој кој што е трет во втора лига да успее да го совлада тој што е 8 во првата лига. Ќе видиме дали може да се случи некое чудо или сепак ќе остане она да фаворитите ги оправдаат, нели, очекувањата со оглед на фактот дека имаат и странци, имаат поголем квалитет, имаат поинтензивни надпревари, потешки надпревари, така да ќе видиме што би можело да ни донесе практично, нели, пролетниот дел од шампионатот. Во секој случај ќе гледаме доста неизвестности, можеби сезона во која што навистина однапред многу работи не може да се предвиди, ако знаевме дека изминатите сезони ги имавме веќе, нели, многу екипи отпишени. Тука можеби отпишен Шкупи и Работнички, меѓутоа ете да видиме како ќе реагира Македонија Ѓорче Петров. Тука Арсим има 22 бодови, меѓутоа не е многу сигурен од бараж зоната. Ова и во делот кој што го имаме кога е во прашање првата македонска фудбалска лига, се она кој што ќе го имаме. Знаете дека можете да ги следите нашите дневни информативни изданија во делот на спортските вести, каде што информираме секојдневно и за трансфери, за случувања кои што ги имаме. Веќе дел од овие екипи одиграа пријателски надпревари во кои што ја проверуваат формата и за што практично ги очекуваат да се подготвуваат за пролетниот дел. Краток джингл, подеме да провериме што ќе имаме и во женскиот фудбал и пополека да се одивуваме. Кога зборуваме пак и првата женска фудбалска лига, овде работите се малку поинакви за разлика од машкиот фудбал. Само првиот тим обезбедува излез во Европа, тој е шампион. Во случајот Скопје е есенски шампион со 39 бодови, на втората позиција е актуелниот шампион или тимот кој што ја брани шампионската титула, ја брани куп титулата, односно двојната круна, тој е Љуботен со 37 бодови на втората позиција. И практично овие две екипи до крајот ќе водат борба за тоа кој да биде шампион на Македонија во женска конкуренција, односно дали Скопје ќе успее да го струши од тронот Љуботен или дали Љуботен ќе успее да ја одбрани шампионската титула. И сега во делот на самата табела накратко за оние кои што може
послабо го следат женскиот фудбал или можеби сакаат повеќе информации. Трета беше Тиверија од Струмица со 27 бодови, на четвртата позиција заврши Статов со 26 бодови, колку што има и Струшки Јас Юнајтед кој што на петото место, Каменица САС од Македонска Каменица на шесто место 24 бодови. Овие екипи веќе се сигурни. Надолу под овие екипи останала битката за опстанок, иако веќе некои од овие екипи имаат доволна бодовна залиха, меѓутоа и поголем квалитет. Речица заврши на седмата позиција, 10 бодови, следува Скопски Вардар кој што е дебитант на 8-то место со 8 бодови, меѓутоа Вардар веќе значително се засилува и тоа од конкурентот Топ Гол кој што веќе го ослабува значително, така да Топ Гол со 4 бодови во бараж зоната за можен опстанок, бараж кој што се игра со вториот тим од втората лига и Кочани на дното од табелата со само 4 бодови, исто како и Топ Гол. И меѓу овие две екипи ќе биде битката кој директно да испадне, кој да игра бараж. Кочани се врати во првата лига експресно, Вардар се приклучи преку бараж, односно по откажувањето на Атлетико. Имаме дебитанти и повратни, дебитантот многу подобра за разлика од повратникот, така да се сума сумаром Топ Гол и Кочани ќе водат битката за опстанок. Во однос на засилувањето, Тиверија едно засилување, најчесто оваа сезона се подпира на свој погон, на своји фудбалерки, од својата школа, со некоја фудбалерка од другите средини од Македонија, кои што веќе се стандардно таму. Љубовтен се засили со Уза Максути, искусна фудбалерка која што се враќа во Љубовтен, таа настапуваше минатата сезона во тие европски надпревари, сега доаѓа тука, носи меѓународно искуство. Скопје со своји фудбалерки, за сега немаме официјални информации дали би можело да има засилување, иако има засилување според наши информации, тоа нема да биде дефинитивно странско, може да биде само домашно засилување. Каменица САС остана без Антонина Шопска која што се враќа во Бугарија по одлична понуда од страна на бугарска екипа која што ја враќа Шопска назад, така да САС во следниот период ќе има едно од две домашно засилување и едно странско засилување. Останатите екипи ќе бидат тука, сите со задржан ростер и она што е, како што кажа, фокусот се става пред се помеѓу Скопје и Љубовтен за тоа кој да биде шампион во првата женска фудбалска лига на Македонија и кој да игра квалификации за лигата на шампионите. И долу на крај сумирам со битката за опстанок помеѓу Битолски, Топ Гол и Кочани. Овие две екипи ќе водат, можам да речем, мртва трака до некаде околу тоа кој да игра бараж, кој директно да испадне. Секој бод за овие две екипи ќе биде важен и значаен. Ово беше се, почитувани гледачи, Немнет телевизија на спортски магазин Трибина, посветено околу втората лига, околу трансфери, околу засилување, што го имаме во прва лига и секако со еден краток фокус и на првата женска фудбалска лига. Накратко можеме во овие завршни зборови да спомнеме околу втората женска фудбалска лига, таму Конзули дефинитивно ќе биде шампион, бидејќи е непоразен есенски шампион и дефинитивно ќе го потврди тоа прво место и практично Конзули после долги години ќе се врати во првата женска фудбалска лига. Фактот дека Атлетико од Битола се откажа од надпреварување и фактот што Топ Гол би можел да испадне од прва лига, односно ова исто така битолска екипа, враќањето на Конзули во првата лига ќе остане тоа да Битол или градот на Конзулите да имаат представник во првата женска фудбалска лига. Битката ќе биде помеѓу поречи, билени избори од Охрид околу тоа кој да биде втори да игра бара за можен влез во првата женска фудбалска лига. Ова беше се, уште наш спортски поздрав и останати понатаму со програмата на Емнет телевизија.